Почитувани граѓани, институциите, државата прават се за да го обезбедат здравието на граѓаните, но и да ги ублажат последиците од економската криза. СДСМ, како одговорна партија, водена од интересите на граѓаните и државата, веќе предложи низа мерки за справување со економските последици од коронавирусот. И додека институциите прават се за да го заштитат здравието на граѓаните, за да ја помогнат економијата, ВМРО-ДПМН секојдневно шири лажни вести и заради политички цели се обидува да шири паника и вознемиреност кај граѓаните за време на оваа здравствена криза. Нивното такво однесување со сигурност ќе го ценат граѓаните. Владата веќе ги донесе првите мерки кои имаат за цел да ги помогнат граѓаните и стопанството и полесно да се справат со штетите предизвикани од коронавирусот. Развојната банка на Северна Македонија веќе објави јавен повик за доделување на бескаматни кредити на микро, мали и средни предпријатија погодени од кризата. Компаниите ќе имаат можност да добијат бескаматен кредит од 3 до 30.000 евра со грејс период од 6 месеци. Донесена е уредба со законска сила за начинот на промена на договорните услови за кредитни изложености кај банките и штедилниците. Со неа се олеснува финансискиот товар на граѓаните и фирмите кои што заради корона кризата се соочуваат или би можело да се соочат со реални потешкотии во исплата на кредитите према банките и штедилниците. Тоа значи дека оние кои се погодени од кризата имаат можност за одложено плаќање на сите видови кредити. Се разбира, оние кои не се погодени ќе продолжат да плаќаат и треба да продолжат да плаќаат редовно како и досега. Извршителските дејствија се ставени во мирување. Тоа значи дека извршителите нема да извршуваат до 30 јуни. Почитувани граѓани, ова е само мал дел од мерките што имаат за цел пресретнување и намалување на штетите од економската криза која го зафаќа буквално целиот свет. Но за кризата побрзо да се надмине, потребни се уште посилни и уште поефикасни економски мерки, насочени кон заштеда и поголема помош за граѓаните и компаниите. Затоа потребно е кратење на платите на функционерите, министрите, раководителите, градоначалниците, директорите и вработените во јавниот сектор, платите да бидат на 14.500 денари во месеците април и мај. Претседателите и членовите на советите во општините и претседателите и членовите на управните и надзорните одбори во институциите, формирани од централната и локалната власт, да не земаат надоместоци за месеците април и мај. Сите средства од овие заштеди да одат во фонд за справување со кризата, од каде ќе им се помага на работниците и на стопанството. За сите приватни фирми, погодени од кризата, владата да помогне со исплата на една нето минимална плата по вработен, односно 14.500 денари за месеците април и мај. Фирмите сами ќе си ги платат придонесите за плати, како и персоналниот данок. Почитувани граѓани, од економската криза ќе излеземе како победници само ако сите заедно понесеме дел од товарот. Сега е време за солидарност и за меѓусебно помагање. Ви благодарам.